И во 21 век мажите и жените не се исти. Учеството на жените во општествениот живот се уште е многу помало отколку на мажите, потенцираат стручњаците. Во економијата, во политиката, исто така за жал жртви на семено насилство најчесто се жени. Значи, а сите овие целите овие родови јазови кои што постојат во овие области од општествениот живот потекнуваат пред со семејството. Родовата рамноправност се учи уште во детството, па токму затоа обука околу концептот на родот и развојот Фондацијата Елено Лука одража денес пред штипските гимназијалци. Се спроведуваат едукации на полето на човековите права, родова рамноправност, спречување на родова базирано насилство и недискриминација. И целта на овие работилници е младите да се запознаат со концептот на родот и развојот, односно да знаат да разликуваат што е разлика меѓу род и пол, родовите улоги, како се одвива родовата социјализација. Важна улога во остварување на унапредувањето на родовата рамноправност имаат и училиштата. Психологот и педагогот во нашето училиште постојано се отворени за соработка и за разговори со младите кои што имаат проблеми. Пред се нашата цел е да се идентификуваат ученици кои што имаат можни вакви домашни проблеми во семејството и разговараат, се работи и со родителите и со учениците со цел да се ослободат од таквите предрасуди, од стигмата или од она што е скриено внатре во нив несвесно, да сватат дека тоа не е за срамење. Освен во Штип, циклус на едукација за човекови права во регионот се спроведува и во Берово и Пехчево.